Изборниот законник останува блокиран, реформите ставени на чекање. Мнозинството и опозицијата се уште не можат да се најдат на половина пат со барањата. Промена во ставовите нема ниту по денешниот нов состанок на ниво на координатори на пратеничките групи во законодавниот дом. Судирот на мислење е околу неколку услови. Од мнозинството денеска со нов предлог до опозицијските партии. Гледаме дека платформите им се исти, но се разликуваат во деталите. Да седнат да се договорат за една изборна единица, да седнат да се договорат за модел на финансирање, да седнат да се договорат за поплаките и начинот на кој што тие би биле прифатливи, и да седнат и меѓу себе да се договорат дури и за моделот на изјаснување на диаспората. Сето тоа кое што овие опозицијски партии ќе го понудат до нас преку еден пречистен текст на закон, ние тоа ќе го прифатиме. Важно е диаспората да има можност да гласа без разлика дали преку електронско гласање, по пошта, но да бидат безбедни, транспарентни и сигурни форми во согласно со меѓународните стандарди. Опозицијата не ги менува позициите. СДСМ предупредува за отворање простор за изборен грабеж. Социјалдемократите велат нема што да се договараме. Проблемот е во власта. Сега се во паника, ја губат поддршката на граѓаните и затоа измислуваат секакви изговори и секакви модели само да ја исполнат целта, да отворат простор за изборен инженеринг на еден ваков швейцарски начин, да се носи закон кој што треба да се применува од 2029 година без консензус, без механизми за надзор е за нас неприфатливо. Левица бара правична распределба на финансиите и модел со една изборна единица. Вакви прашања не се решаваат во едно попладне, вели пратеникот Крмов. Ние како партија Левица мора да кажем имаме едно основано сомневање дека сепак тука постои договор помеѓу поголемите партии, една изборна единица да не помине. Од нив се бара усогласување на опозицијските партии, ја не знам тоа како ќе се изведе, така да не имаме еден вид на пат позиција. Сега ќе видиме дали повторно ќе имаме некој повик да се собереме и да разговараме. Дуи е на став дека преговорите не пропаднале по вина на сите, туку поради повлекувањето на одредени политички партии од ставовите за кои претходно бил постигнат договор. Стравуваат од можност за политички инженеринг и надгласување во Државната изборна комисија. ВМРО ДПМН се повлече од две суштински точки на договорот. Прво, од електронското гласање на диаспората, барајќи гласањето да се спроведува по пошта, и второ од договорот подзаконските акти на Државната изборна комисија, што се однесуваат на електронското гласање на диаспората, да се донесуваат со консензус, барајќи тие да се усвојуваат со мнозинство гласови. За нас ова е неприфатливо. Новоформираната Албанска лига и пратеникот Зијадин Села бараат 8 изборни единици, а за гласањето на диаспората имаат своји услови, од кои нема да отстапат. Ние инсистираме диаспората да има право да гласа електронски или по пошта и за претседателски, и за парламентарни, и за локални избори. Тоа е причината зашто ние го блокираме комисијата и се додека не се дава таа право на комисијата, може да постигнат колку сакат договори, ние ќе го блокираме комисијата и нема да дозволиме да помине овој изборен закон. Првичниот рок за носење на законот беше 30 јуни минатата година. Грејс периодот помина пред една недела, а власта калкулира дека со евентуално носење до 15 јули ќе може да ја исполни обврската и да ги побара парите од ЕУ.